IGPS FM Radio. Score EU goals. Добре дојдовте, драги гледачи, на нашиот денешен подкаст. Со вас е Емилија и ова е новата епизода од IGPS FM радиото на младите од Европа. А како што гласи и насловот на подкастот "Извонредни луѓе кои промовираат еднаквост", може и сами да претпоставите дека денеска не очекува една мощна и интересна дискусија. Овој подкаст ќе го посветиме за да разговараме за позитивните примери од ромската заедница, односно промотерите на вистински вредности кои се залагаат за интеграција, еднаквост и антидискриминација. Нашата денешна гостинка е епитет за кршење на бариерите и надминување на предрасудите, а доказ за тоа се многуте успеси кои таа досега ги има постигнато и кои стојат на дофат. Па нема да должам повеќе, би сакала да ви ја представам госпоѓа Фатма Бајрам Аземовска. Добар ден, госпоѓа Фатма, како сте? Добар ден, ви благодарам на поканата. Денеска е убав сончев ден, веројатно и тоа ми влијае на расположение, па денеска сум посебно среќна. Мило ми е што сте наша гостинка, мило ми е што се чувствувате добро. Дали може да ни се представите, да кажете нешто за себе? Значи, јас сум Фатма Бајрам Аземовска, моментално запишана на докторски студии за образовен систем. Со 2 магистерски студии имам, работам исто така во библиотеката, во национална установа, Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола. Во невладиниот сектор сум веќе многу подолго време, 20 години, и сум исто така председател на Сдруженијето за развој на ромската заедница СУНАЛ. Мајка сум на 2 малолетни деца и гледам секое време, тоа ми е и хобито, ако може да кажам што правам, значи да го користам слободното време со моите деца и да можеме да патуваме. Значи, вашите успеси се несомнени и навистина представуваат една инспирација не само за ромската заедница, туку и за сите воопшто. Дали може да ни споделите некои од вашите неодамнешни достигнувања? Можеме, значи, да кажам што работиме, како, значи, кратко, на неколку проекти сме работели, зошто сум јас навистина горда за тоа што го работиме. Значи, да се описме на еден човек, значи да се отвори еден сосема нов свет за него, свет на можности кои можат во целост да го променат неговиот развој, неговиот живот, неговиот просперитет. Последните 2 проекти кои што сакам да ги спомнам, кои што сметам дека навистина извршивме влијание, тоа е работиме за да ја подобриме основната писменост на ромите со цел да им ги зголемиме шансите за вработување. Работиме со најранливите категории од ромското население, луѓе кои речиси беа неписмени, можат воопшто. Потоа, исто така работиме моментот на верификација на основните знаења, почетната писменост и вештини од страна на образовниот систем, во кој што сметаме дека ќе им овозможи на ромите да продолжат со образованието, меѓутоа и да добијат дипломи формално кои што ќе им требаат на пазарот на трудот. Исто така работиме интензивно и на прилагодување на правната рамка со цел неформалните знаења и вештини кои ромите ги стекнуваат преку проекти како нашите да бидат признаети од формалното образование. Минатата година успеавме да им помогнеме, значи, на 20 роми, 20 деца, значи да бидат дел од формалниот пазар на трудот. Исто така и да може да користи таблети децава, значи посебно особено време на короната, и тој период работевме со нив за да не отсуствуваат од животот, од наставата. Меѓутоа и не само што им дадовме таблети, туку и различни програми работевме преку Zoom за да може да бидат исто така вклучени во целиот процес.
Што уште да кажам, значи горда сум да кажам дека нашите генерации деца кои што беа дел од нашите програми веќе се вработени и добри се снајдува во општеството. Влијанието на нашата организација врз локалната заедница сметаме дека видливо и тоа не прави горди, но и многу мотивирани да продолжиме со работа. За програмата за писменост за возрастни можам да кажам исто така, значи ние ги едуцираме жените и бабите, значи сите тие ги користиме кога доаѓаат во нашиот центар со малите деца кога имаме програми и го користиме моментот да можеме да работиме со нив. Значи ги едуцираме жените ромки со основна писменост, за математика, IT вештини, но и работиме со нив за да научат како да ги поддржат своите деца и внуци, да им помага за домашните задачи. Повеќето жени се заинтересирани да можат и да присуствуваат на различни програми вработување и можност да добијат сертификати исто така. И навистина ми е мило што дел од жените се обучија и веќе може да се учат на пазарот на трудот. Тоа е кратко што би сакала. Јас исто така сакам кратко да кажам дека особено се залагам за поддршка на самохраните мајки, жените кои што се жртви на семејното насилство, жените кои се соочуваат со вонредни, со многу предизвици во животот. Работам на нивно зајакнување и нивна поддршка и помош во секој домен, а не само за подобрување на шансите за вработување. Така, значи, вие сте една зафатена жена која што навистина е вклучена во подобрување на сите сегменти кога се работи за ромската заедница па и воопшто. Значи, ви посакувам уште многу успеси да броите во иднина, но исто така имаме една информација дека сте една од победничките на наградата на Европската унија за ромска интеграција во Западен Балкан и Турција во 2021 година. Само една позадинска информација за тие што не знаат, работи за наградата на Генералниот директорат за Европска соседска политика и преговори за проширување, наменета за интеграција на ромите на Западен Балкан и Турција, која има за цел да ја зголеми видливоста на предизвиците кои се соочуваат ромите на Западен Балкан и Турција, како и да даде видливост на важната работа на некои посветени учесници што ја поддржуваат интеграцијата на ромите. Така што оваа награда нуди признание, публицитет и поддршка за позитивните модели покажуваат опипливи резултати во областа на интеграцијата на ромите, а наградата е доделена од страна на Европската комисија, а финансирана од ИПА фондовите и ја имплементира Roma Active Албанија. А дали можеш да ни кажеш како дозна за конкурсот и што те потикна за да аплицираш? Навистина ова е една многу убава награда. Што ми даде, значи го видов, пошто ние сме, значи секој човек во последно време поминува повеќе време на социјалните мрежи и кога видов дека ваква награда се дава, дека односно што представува како награда, се видов дека оваа награда дава признание од поширок круг на луѓе кои делуваат во област и дека правиме нешто вредно. Дека правиме промени на животите на луѓето и тоа на подобро. И мислам дека е многу важно, бидејќи дава дополнителна мотивација и значењето на напорната работа на луѓето кои се дел од заедницата. Затоа и ми изгледаше примамливо затоа што е ЕУ награда, што е многу важно, дека ја доделува Европската комисија и дека ова е една висока награда за секој поединец, за да може да си ја вреднува. Прво ние мораме да си ја вреднуваме својата работа, меѓутоа и наградата ни дава да продолжиме да работиме на полето на тоа што го работиме, на нашата визија и затоа и се пријавив, значи. Меѓутоа, уствари ја не се пријавив, морам да кажам, туку ме номинира и тоа е многу битно, затоа што и луѓето кои што ме номинира веруваа во мене, во моите резултати, во нашата работа и навистина ми е многу мило и што сум дел од оваа награда. Навистина е една престижна награда и верувам дека ја заслужувате. Навистина ме интересира дали може да ни го опишете моментот кога дознавте дека сте една од победничките. Значи, бевме во Брисел, не повика, значи тоа моментот таму во Брисел не знаевме значи кои се точно добитничките и тоа не држеше во неизвестност. Инаку морам да кажам самото пристигнување на местото беше гламурозен настан.
премногу, значи, само што се отвори вратата за да влеземе, значи, имавме можност, како некои од филмските звезди, кои ги гледаме на филмските фестивали, да се кориме низ црвен техник беше. Внатре, значи, еден преубав кралски простор, во кој што натре не чека и ние се чувствувавме, значи јас реков дека се чувствував како пепелашка. Значи не знаеш што ти се случува во животот, таму си, меѓутоа само си таму во тој момент, се друго е исклучено, едноставно уживаш во моментот, од честа на луѓето што ти прават. Се чувствуваш дека си и кралица. Затоа што, значи, реков, самата атмосфера беше преубава внатре, иако за жал беше ковид, моравме маски да носиме, меѓутоа тоа не ни пречеше да можеме да се дружиме. Не бевме само ние од Македонија, значи беа и другите земји од Западен Балкан, беа Албанија, Србија беа, Турција беше, Босна беше и не знам уште кој пропушти, Црна Гора, Албанија, Турција, значи неколку држави, сите не чека да влеземе ние, имаше многу камери внатре, една сцена во кој што веќе видовме што се случува внатре, со како Оскари, доделување на Оскари ги гледавме, што ќе ни дадат статуетките. Значи, навистина волшебно, да се биде таму, значи е нешто не може да се доживее, значи мора да се биде таму. Навистина немам зборови, меѓутоа ги охрабрувам сите да може да конкурира, да видат што се случува таму и кога ќе се вратите, навистина се враќате со толку многу енергија и елан за нови активности. Да, ви благодарам, госпоѓо Фатма. Непроценливо е кога уживате во плодовите на својот личен успех, а исто така интересен концептот за доделувањето на наградата. А дали може да ни кажеш некои од придобивките од наградата, како и од вашето искуство таму? Значи, јас сум жена што секогаш им велам на другите и на себе дека ние постојано треба да се усовршуваме. Дека животот ни дава можности, ние, значи, откако ќе завршиме формално образование, дали средно, дали факултет, да не престанеме, дека годините не се берило, постојано ние треба да вложиме во нашето образование. Затоа мислев дека треба да се запишам на докторски студии, да го заокружам процесот. Во моментот, значи, една големата мотивација, најголемата награда си ја искористив да можам да си ги платам докторските студии, кои што навистина се многу скапи. Во моментот и не постојат стипендии, меѓутоа јас верувам дека ова инвестиција лично за себе, за моите деца, за мојата заедница, затоа што верувам за неколку години ќе бидам и доктор на науки, која што навистина исто така престижна награда, меѓутоа сите тие мотивации, значи финансиската награда е доволен мотив да вложиме во самите себе, во нешто во кој што ќе уживаме од нашето вложување, ќе може секој да ужива. Едноставно ова инвестиција во образованието на ромите вложуваме, меѓутоа и за развој на македонското општество. Ви благодарам. И за крај, дали имате нешто да им порачате на останатите позитивни примери од ромската заедница и пошироко кои секојдневно поставуваат преседани и своите достигнувања се стремат кон поголема интеграција? Значи, мораме да веруваме во тоа што го работиме. Имаме навистина, сите ние даваме примери во нашата заедница, меѓутоа и општо за поголема интеграција. Сите мора да, како што реков, да веруваме во себе, меѓутоа и не можеме тоа да го направиме сами. Мораме да им подадеме рака на другите, за да можеме да направиме поголема интеграција на ромите во општеството. Сите заедно сплотени можеме многу повеќе да направиме. Еден од начините, значи, јас го охрабрувам сите да можете да поднесете апликација за оваа награда, меѓутоа и да правиме мали локални работи кои што многу ќе представуваат позитивен пример за сите нас и сите да се видиме во едно поубаво, посветло светло. Така, верувам дека поттикнавте многу слушатели да работат на себе и за доброто на својата заедница, како и да се борат за своите права и вредности. Да сомнеш во иднина благодарение на вашиот
и интегритет ќе ве следат многу заслужени успеси и признанија. Исто така ви благодарам што бевте наша гостинка денес, ни беше чест. И се надевам дека ќе имаме можности нареден пат да гостувате во нашиот подкаст. Јас навистина ви благодарам што одвоивте време за да се потсетиме на наградата. Меѓутоа и морам да кажам дека и после тоа, значи, кога се вративме цело време, значи медиумите појавуваат интерес, продолжуваат активностите исто така на едно повисоко ниво, во европската делегација не препознаваат како квалитетни во локалната заедница, во медиумите, што значи добиваме поддршка од сите и стануваме препознатливи во нашата заедница. Ви благодарам уште еднашка и се надевам ќе се видиме за скоро време. Благодарам и ние исто така се надеваме и ви посакуваме убав ден. Ви благодарам, се најубаво. Пријатно. Се надевам дека некои од нашите слушатели ќе се охрабрат да аплицираат на овој конкурс и да бидат меѓу потенцијалните победници. А ги советувам што побрзо да го направат тоа, бидејќи рокот за аплицирање е продолжен и трае до 21 март. А во годинешната тема е ромската инклузија во димензијата на дигиталната агенда и зелената економија. Сите заинтересирани може да го најдат повикот на нашата веб страна rromassn.org или на нашата Facebook страна. Всушност, ова е 5-та година поред која што се одржува настанот и во символ на еден мал јубилеј, Европската Унија ќе ги покани сите досегашни победници од претходните избори од сите 7 држави во кои се организира конкурсот. Тоа значи дека ќе биде еден поголем настан и едно прекрасно искуство за тие што ќе аплицираат и ќе бидат одберени. И за крај ќе охрабрувам нашите слушатели, а особено тие кои имаат постигнато многу, а добиваат малку, да не се плашат да ги покажат своите постигнувања и да ја искористат секоја прилика која ја имаат за да го покажат својот сјај пред светот. А вие, драги слушатели, зачувајте го вашето внимание и останете со нас и во следната епизода, каде што исто така имаме многу интересни гости со интересни истории и теми, а до тогаш ви посакувам убав ден.